Јавното претпријатие Чистота и зеленило и во периодот од октомври до декември 2024 година работело со загуба. Ова го покажува извештајот за деловно финансиското работење на комуналното претпријатие кој што беше разгледуван на денешната седница на Советот на општина Куманово. Претпријатието е во загуба од близу 3 милиони денари. Иако приходите во тој период во 2024 година се зголемени споредбено со истиот период во 2023, сепак не се доволни за да имаме позитивен финансиски биланс. Зголемени се и расходите, а тоа се должи пред се на зголемување на материјалните трошоци и трошоците за вработените, како и основните трошоци на работењето, рече Цветанка Ивановска, помошник директор на јавното претпријатие Чистота и зеленило. Извештајот за четвртото тримесечие е усвоено од советниците со 16 гласови за. Деловното финансиско работење во овој четврт квартал, односно тромесечие, за деловната 2024 година, јавното претпријатие како резултат на остварените поголеми расходи во однос на приходите бележи загуба од 2.876.700 денари. Остварените приходи во четвртиот тромесечен квартал од 2024 година во однос на истиот период од 2023 година бележи зголемување од 8,55%. Но овие приходи, зголемени приходи на јавното претпријатие не се доволни за да имаме позитивен финансиски биланс. Значи, приходите се зголемени, но затоа и расходите за 2024 година во однос на периодот од 2023 година исто така се зголемени за 20,34% и билансот на сето ова се должи дека јавното претпријатие во загуба од 2.876.700 денари. Ова се должи пред се на на зголемените материјални трошоци и трошоците за вработените и основните трошоци на работењето. Така да материјалните трошоци во четвртото тромесечие за 2024 година изнесуваат 11.390.000 денари, 390.766 денари во однос на периодот од 2023 година кој изнесува 9.381 денар и 371.724 денари. Значи, бележиме загуба во оваа четвртото тромесечие, бележиме загуба по основ на зголемување на цената на горивото, која во овој период изнесува 681.891 денар, зголемување на цената на резервните делови 3.116.192 денари и зголемување на трошоците за електрична енергија, така да тоа се должи и на зголемување на материјалните трошоци во овој тромесечен период.